За успесите на нашата машка ракометна репрезентација во ова издание на спортските минути ќе поразговараме со долгогодишниот македонски репрезентативец, член на златната генерација, еден од оние репрезентативци кои многу долго играше и настапуваше за националниот тим. Тој реши да се збогува од македонската ракометна репрезентација, но е сосема апсолутно релевантен гостин да зборува за најголемите успеси на македонскиот репрезентативен ракомет. Наумче Мојсовски, добре дојде. Добре најдов и честит празник за независноста на Република Македонија. Македонската ракометна репрезентација стана еден символ на македонскиот спорт во оваа независност од 25 години. Вие бевте дел, уште не сум навикната да викам бевте, сте ми доаѓа. Бевте дел од она, како што реков, златна генерација која го крена ракометот на највисоко ниво и го доведе ракометот во фаза да луѓето зборуваат дека ракометот е спорт број 1 во Македонија. Никако не сакам тука да ја заборавиме титулата на кометар Ѓорче Петров, меѓутоа успесите на машкиот ракомет направија многу. Па да, така ја мислам дека ова што трае веќе, ајде да не кажам 10 години, мислам дека дојде до тоа дека оваа генерација го направи најголемиот успех. Знаеме и пред нас имаше Македонија беше и на европски, на светско првенство 2008, 2007, 2008. Така да мислам дека оваа генерација го продолжи како што најавивте и вие, го продолжи тој континуитет од 2009 па се до ден денес, не ни големи напреварувања како што се европско и светско првенство. И со самото тоа што нашиот народ, нашата публика, нашите навијачи не гледаат, ајде да не кажам, во 3 месеци еднаш два пати, така да мислам дека со тоа само појавување на големите надпреварувања си даде до важност си даде оваа генерација дека континуитетот е најбитен. Морам малку да ве вратам хронолошки на оно што и се случуваше на оваа репрезентација. Ние со колегите новинари многу често се шегуваме како сега ќе се навикнеме на нова репрезентација. Ние само оваа репрезентација ја знаеме. И јас мислам дека и во мојата кариера само оваа репрезентација ја познавам. Вие почнавте не во идеални услови, не бевте во идеална позиција кога влегувавте во националниот дрес. Како од овој момент го доживуваш тоа време? Па добро, ја мислам дека како што сега независноста на Македонија старееме, нашата држава 25 години независност старее, така и ние. Значи почнавме од, да не кажам минус и скоро никакви услови. Со една гарнитура одевме и млади и стари, и А репрезентации и сите. Така да мораше да се помине тој пат, сега се други времиња, одевме, како што се шегуваме со колегите наши, значи трнавме во таа година кога се пласиравме на првото светско првенство во Хрватска, трнавме со автобус кој ни се расипа уште на самата граница и во Бугарија имавме предквалификации со Бугарија, игравме со расипан автобус со врата отворена на зимно време. Значи знаеме квалификациите се во јануари, одевме до крај така. Така да почна таа одисеја од тогаш, па се до ден денес и до се условите се, ајде да не кажам феноменални, само треба да се работи. Што беше присудно оваа генерација да ги постигне овие успеси? Вие сте квалитетни ракометари собрани во еден национален тим. Меѓутоа мора да има и уште нешто. Па ја мислам дека, значи, како што кажав, ние го имавме еден Кире кој беше заминат уште од млади години надвор, еден екстра квалитетен играч кој уште од младите години се делеше од нас и од многу играчи во Европа. Така да тука тоа не беше спорно, него спорното беше и се деси тој преокрет кога некако потпишавме сите за еден тим. Кога се спои таа спојка и кога се собра 90% од репрезентативците, мислам последно бевме кога беше веќе Металург, мислам дека беше 14 или 15 репрезентативци. Така да мислам дека таа спојка го направи тоа. Се знаевме, значи што како дишеме и како играме и уште надополнати со Киро и Борко. Добро, Митков и тие што ни беа, два-тројца беа надвор, значи само. И од тоа заедништво, тоа играње, усовршување, Лига шампиони, многу надправи сеха лига, мислам дека тука беше таа спојка и тој успех кој
се покажи на сите големи надпреварувања. Знам дека вие тешко да зборувате, меѓутоа со тешко срце се разделивте од репрезентацијата. Ја донесовте таа одлука на оној квалификацијски турнир на кој за жал не успеавме да минеме. Не би ве навраќала нели на тие денови, меѓутоа вие решивте, донесовте одлука да се повлечете од националниот тим. Зошто решивте токму во овој момент? Одигравте потоа уште еден надпревар кој беше за вас проштален, така? Па добро, јас како што разговаравме и ние, значи јас годините не се проблем, знаеме и повозрастни играчи уште играат со 42-3 години, јас сум 36 години, сега напунив 36, така да мислам дека мојата игра за мене лично, ево и Филип така и Миркуловски, мислам дека најголемиот проблем е таа наша игра која после секој надпревар сме како да сме биле во војна. Нашето тело веќе почнува потешко да се опоравува од тој надпревар во денот, значи не ни беше проблем до пред 5-6 години еден надпревар, па другиот ден знаеме на големи надпреварувања се секој ден надпревари. Така да мислам дека е тука проблемот и да не држиме на места на помладите кои еве гледаме дека доаѓаат, сега на нив е времето и местото, така да се надевам ќе го искористат квалитетно. Каква иднина предвидуваш за македонскиот репрезентативен ракомет? Па добро, мора да има иднина овде. Мислам дека сега, како што кажав и на почетокот, условите не се никаков проблем, како што веќе ние трнавме 96. Тоа е надмината фаза веќе. 96-та, да, така да мислам почнува веќе тоа е склопено све, мислам дека све зависи од нашите селектори, тренери, стручен штаб како ќе ги спојат коцките и мислам дека не треба, ај сега можеби има уште некои од повозрастни играчи, али се направи еден голем вакуум меѓу нас и нив. Да. Мислам дека сега требаше Пали она една средишна генерација. Требаше во оваа генерација сега во оваа репрезентација да има еден 3/4 од 27 години кои ќе направат баланс. Се направи голем, младите неловски талески се по 20 години. Така да можеби не треба многу брзо да се очекува големи или некои успеси, да се повтора нашите успеси, али треба стрпение, се работи со децата и мислам дека ќе си дојде. Немче, ти благодарам, вака што успеа да извоиш празнично време за гостување во телевизија Нова. Се надевам ќе се гледаме и многу често и повторно на ракометни теми. Ти посакувам успеси во кариерата понатаму. Благодарам. Почитувани, овде е крајот на овој блок посветен на вестите од спортот, односно на информациите за успесите на македонскиот спорт во независна Македонија во овие 25 години. Следното издание е некаде околу 17 часот и 30 минути. Тогаш ќе разговараме за она историска титула на ракометарките на Кометал Ѓорче Петров. Гостинка ќе биде тогашната капитенка Гордана Нацева. За сега пријатно од мене.